Синоќа во спортската сала Младост во Гостивар се одигра хуманитарен кошаркарски надпревар Играме за Ивица, со цел да му се помогне на младиот гостиварец кој треба да замине на операција во Народна република Кина. Како што истекна новиот тренер на гостиварци Маријан Србиновски, како и Младен Ѓуровски од стручниот штаб, покрај хуманноста на гостиварци овој надпревар беше искористен за да се видат првите квалитети на новиот прволигаш. Како што каже, гостиварец е познат по тоа. Значи, нашата управа одлучи да овој надпревар биде хуманитарен, да му помогне на нацијот со граѓани на Ивица за она што потребни парични средства што му се за лечење во Кина. Воедно, а од друга страна, значи да го промовираме нашиот тим за престојната надпреварачка сезона. Што се однесува за сезоната, мислам дека нашите амбиции се во прв план да го стабилизираме клубот во еден стабилен прволигаш. Значи, некои предвидувања, пошто уште не знаеме во кој формат ќе се игра оваа лига, пошто ова година има доста појачени екипи, не е као другите години. Мислам дека изедначено е првенството, отскокнуваат 3 екипи, Работнички, МЗТ и Соколи. После тоа има некои екипи со среден квалитет и 2-3 екипи со послаб. Значи, ние како екипа би се вброил во оние што се така со среден квалитет, но како што кажав, знаете, ова е спорт, значи ние нашето мото ќе биде на секој надпревар да даваме максимумот. Овој надпревар е пред се хуманитарен и тренерот се надевам дека ќе гледа да уигра цела екипа. Тука не е императив резултатот, императив е да се поигра екипата и се надевам дека оваа прекрасна публика ќе гледа одлична кошарка вечерва. Марин Докузовски, тренер на Работнички, вели дека за него представува чест и задоволство да се биде дел од овој хуманитарен надпревар. Многу сум малку и возбуден што се враќам во оваа сала, затоа што многу спомени ме врзуваат за неа. Овде сум бил и како играч, а и како тренер сум играл доста во времето кога беше Никол Ферд, кога се бореше за шампионската титула, така да подобро нешто од овој момент да играме права пријателска утакмица и од хуманитарен карактер не може да биде. Така да очекуваме еден убав амбиент, салата да биде полна и да одиграме еден надпревар што се вели за публиката, а резултатот на крај крајава и не е денеска толку важен. Спортската сала Младост вчера беше претесна да ги прими сите кои сакаат да присуствуваат на кошаркарскиот спектакл. Како во шампионските денови на Николферд, Гостивар синоќа живееше за кошарката, а Работнички гостуваше за да го комплетира спектаклот. Двата клуба имаа хуманитарна мисија, играа за болниот Ивица Стрезовски, кој боледува од спиноцебрална атакција и му се потребни средства за лекување. Работнички победи со 83-79, но сепак победи Гостивар со успешната хуманитарна акција.